Православните христијани денеска ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Овој ден е посветен на исчекување на воскресението, суштината на христијанската вера. Мирјана Давидовска е пред соборниот храм, каде вечерва треба да биде централната прослава за Христовото воскресение. И ми дали се е подготвено. Добро вечер, Маријан, од дворот на соборниот храм. Да, се е подготвено веќе за централната прослава на најголемиот христијански празник Великден. Во овој дневник разговарам во живо со старешината на соборниот храм, отец Антонио Апостолски, со кој што ќе слушнеме нешто повеќе за вечерашната литургија која што ни следува, но најпрво Велика сабота, подготовки за најголемиот и најрадосниот христијански празник Великден. Кој е значењето? Добро вечер и добре дојдовте во соборниот храм. Токму така се подготвуваме за најрадосниот и најголемиот наш празник Великден или Воскресение Христово. А во денешниот ден Велика сабота ние се спомнуваме за престојувањето на Господ Исус Христос во гробот, бидејќи нели на вчерашниот ден Велики петок е распнат и пострадал заради нас луѓето. Во денешен ден тој престојува во гробот за во рани мугри наутро во недела да воскресне и во спомен на тие работи, тие настани што се случиле со животот на Господ Исус Христос овде на земјата, ние го чествуваме со посебни богослужби, специфични богослужби кои што се служат еднаш во годината, токму на овие денови, и затоа верниците се собираат во православните храмови на секаде низ светот, не само овде, за да си го одбележат достоинствено како што доликува на православни христијани овој убав и голем празник. Денес навистина е се уште да речеме на некој начин тажен ден за нас, се додека не дојде оној момент пополној кога ќе се честитаме Христос воскресе, навистина воскресе. Меѓутоа во секој случај измешани се на некој начин чувствата, се уште сме да речеме на некој начин во тага, меѓутоа ќе премине сето тоа во радост пополноќ. Да, видовме дека се уште е поставена плаштеницата во централниот дел на самиот храм, овде во соборниот храм, но и во сите цркви, кое е значењето и символиката на самото црвено јајце, нели, кое што го боедесуваме, па дури нели го ставаме овде во соборниот храм. Да, така е. Плаштеницата уште вчера ја изнесовме на Велики петок, затоа што тоа е едно платно на кое што е изобразено или насликано погребението Христово, положувањето негово во гробот, и токму поради тоа во едно место кое што е специфично направено на средината од храмот како еден вид на маса или нели предмет на кој што ние ја положуваме плаштеницата, го символизира гробот Христов. И верувајќи дека тоа е нели на некој начин символика на гробот Христов, верниците доаѓаат и во петокот и во саботата, во текот на целиот ден да ја целиваат плаштеницата пред се и да се протнат под неа со цел на некој начин да го символизираат со тоа престојувањето Христово во гробот, но и неговото воскресение, поминувајќи нели од другата страна на плаштеницата, и токму поради тоа стои тие два дена и веќе вечерта, односно вечерва сабота спроти недела, непосредно пред да започнеме со опходот околу црква и пред да започне богослужбата, ние ќе внесеме плаштеницата внатре и тогаш се положува на престолот и таа седи така се во овој период се до Спасовден, додека не ја тргнеме од престолот. На некој начин на неа се одвиваат и понатамошните литургии и слично. Тоа платно има наистина голема символика, а пак во врска со великденското јајце, тоа се прави секоја година на Великден затоа што јајцето е символ на воскресение и на раѓање на нов живот. Има едно предание уште од првиот век по воскресението Христово, Марија Магдалена заминува кај тамошниот римски император, тогашниот римски император, му дава црвено фарбано јајце и му вели Христос воскресна. И токму во чест на тој настан кога таа му го соопштува воскресението Христово на императорот, до ден денес останало наведено да се вапцат, што велат старите, или да се фарбаат црвени јајца. Сега се фарбаат и во други бои, меѓутоа сепак црвената е најсоодветна боја и тие символизираат нов живот и воскресение. Кажавме овде е централната прослава, што ќе се случува вечерва овде, од кога започнува литургијата со која што ќе началство архиепископот Охридски Македонски и до кога ќе трае? Вака вечерва ние во 11
тоест во 23:30 часот започнуваме со богослужбата. Тоа е една специфична служба полуноќница која што започнува со излегување од храмот надвор, сите верници излегуваат и свештените лица прават 3 пати вход околу храмот или обиколување на храмот, пошто се качуваме на бината и имаме таму нели пеење и читање на евангелието, за потоа да влеземе повторно во храмот. Со тие 3 кругови ние всушност го символизираме тридневното престојување на Господ Исус Христос во гробот и потоа со влегувањето во храмот и пеејќи ја радосната Христос воскресе, ние всушност го објавуваме неговото воскресение и тоа се случува на полнок во 12 часот. Кога ќе влеземе внатре си продолжуваме со утрената богослужба, за потоа веќе негде околу 12:30 или 12:45 да започне светата божествена литургија, меѓутоа вечерва нема да чиноначалствува архиепископот, негова пракса е наутро да ја служи литургијата, тој вечерва доаѓа со нас само за входот околу црква и влегувањето во храмот. Еден од нашите свештеници ќе богослужби, народот ќе може да се причести со светите тајни, Христови тело и крв, нели? А утре наутро почнувајќи во 9 часот ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан со светата божествена литургија што ќе се одржи во соборниот храм. Да, сите оние кои што ги постоја великденските пости ќе можат и вечерва, но и утре да се причестат. Да, токму така. Да, и вечерва ќе има можност, но и утре затоа што имаме литургија и вечерва и утре наутро, секој кој што постал, кој што се подготвил за овој голем радосен празник може да дојде во храмовите и да се причести со светите тело и крв Христови. Отец, на голема радост на целиот христијански свет оваа година се поклопија празниците, па така и православните и католиците на ист ден чествуваме Великден. Колку би било добро се тоа да биде и понатаму реалност, да продолжи вака и во иднина, се со цел на конечно обединување на целиот христијански свет. Обединувањето секогаш е показател на голема љубов и голема почит на едни со други, така што тоа е убаво во секој случај. Сите тие радосни и убави вести и моменти настани се доказ дека луѓето го следат Господ Исус Христос. Покажувајќи почит кон другиот и љубов кон другиот, не е ништо друго освен следење на Христовите заповеди. И токму поради тоа сметам дека тоа е убаво, доколку се случи, нели, сепак прашање е дали во блискина тоа ќе се случи повторно да се слави Великден на ист датум со римокатолиците, меѓутоа сепак ние секогаш како христијани, искрени христијани се молиме за тоа и за тој ден да дојде, така што да се надеваме дека ден ќе бидеме сведоци на едно такво повторно обединување. Така, вечерва ќе ја слушнеме на радосната вест, вашата порака за Великден до сите верници, но и до сите гледачи кои што ја следат нашата програма. Па кога ќе слушнеме веќе тие радосни зборови дека Христос воскресне, тие радосни стихири кои што се пеат на овие богослужби, ние можеме да почувствуваме само радост, само блискост едни со други и во една стихира која што се пее на утрената се вели еден со друг да се прегрнеме и да си запееме Христос воскресна. Па така ете и ние македонците што сме православни, но и сите, нели, воопшто на овој радосен ден да се прегрнеме, да си подадеме рака, ако нешто претходно сме си замериле да си простиме и на тој начин, нели, да си покажеме помеѓу себе љубов и почит и поубаво од таква една порака во очите на светот не би можеле да испратиме освен љубовта помеѓу себе, прегрнувањето, бакнежот и така натаму. Ви благодарам за ова гостување во Дење 15. Ви благодарам и вам, Христос воскресна за многу години. Маријан, како што споменав и на самиот почеток, а слушнавме и од свештеникот од соборниот храм, вечерва во 23 часот ќе започне службата овде и со тоа и централната прослава на најголемиот христијански празник Великден. Во исто време ќе го чествуваме и со верниците католици. Како што споменав, овде се е веќе подготвено. Соборниот храм е обиколен и обезбеден и од страна на полицијата. Вечерва нешто доцна по 22 часот ќе бидат затворени овие главни булевари кои што водат до црквата, се со цел да може непречено да се движат сите верници кои што ќе сакаат вечерва да бидат овде и заедно да слушнат најрадосната вест за Христовото воскресение. Благодарам Мирина Давидовска за подготовките за чествување на Великден вечерва пред соборниот храм.